Повторно во Тетово проблемот со бездомни куќиња ќе се решава по теркот колку пари, толку третирани куќиња. Но со оглед на тоа што нивниот број изминатиот период значително се зголеми, се поставува прашањето дали сумата од 20.000 евра, која ја издвои општина Тетово, ќе биде доволна. Тетовскиот градоначалник вели дека проблемот не може да се реши затоа што куќиња се носат од други градови. Според него, сите полошки општини треба заеднички да делуваат. Од моментот кога ќе го случиме договорот е да се идентификуваат најагресивните куќиња по градот, приоритетно тие да се згрижат за понатаму да одиме чекор по чекор, затоа што уште еднаш кажувам дека во ситуација во која сме не можеме со толку средства да го решиме целосно проблемот, затоа што ние не сме изолиран остров. Значи поврзани сме со други градови, со други региони, каде ако ние успееваме да ги тргнеме сите овие куќиња, ќе ни носат од другите градови, како што и носат редовно. Проблемот со куќињата скитници во Тетово се провлекува со години. Жителите се загрижени за нивната безбедност од глутниците кои ги демнат секојдневно. Куќињата не се од сега, секогаш е тука. Порано имаше шинтерска служба, сега ништо нема. Страшно е за некој да осветат. Еве ги, пред вас е. А што? Скитници има на секој ќуш. Тоа треба да се отстранат што побрзо и така. Па има, да. Има доста. И навечер и ноќу ужасно е. Па има некои агресивни са, ја сум имал искуство. Ме нападнале. Од операторот кој го добил тендерот се уште не сакаат да даваат изјави како ќе тече третманот на бездомните куќиња, дали ќе има стационар и други детали. Од општината велат дека се чека на уште еден документ кој треба да го обезбедат за официјално да започнат со работа.